казнете може би малку поназад, сакајќи многу минијатурки да имам во својот дом како украси. И барајќи низ продавниците да си пронајдам тоа што го сакам, никогаш не успев да го најдам она што јас го сакам. А си имате замисла, некоја јасна? Аз имам своја замисла дефинитивно дека тоа го сакам баш така. На почетокот тоа беше, ке го си го купив украсот и по стариот син има другар кој што умее да црта, па потом му ги давав купените украси да ме ги доработи, така како што сакам јас. Одеше некое време тоа така, меѓутоа не можам да му го земам времето на некого, млади деца, не може некој да ме обслужува мене постојано и почнав да истражувам експлоатација на другарчињава. Баш така. И почнав да се експериментирам самата јас, тоа како ќе го направам. Купував например два украса, едниот украс кој што си го сакам, а во другиот го гледам тоа другото што ми фале, па го расипувам. Ама скапо е тоа, Ваданка, така? Ама задоволството е големо. Задоволството е поприлично големо. Сите си имаме некои своји замисли, некои своји желби, некои своји предизвици во животот кои што сакаме да не водат. Некогаш свесно, некогаш несвесно, еве како што се роди сето ова кај мене. Потоа сватев дека, како што кажавте, дека тоа е многу скапо, два украса, три украса за да дојде едно. Почнав да размислувам дека можеби ќе можам и нешто да направам. Пак ќе се навртам на мојата професија училиште, ако можеме тоа нели во училиште да го направиме и да го покажеме пред децата, можеби сватив дека треба да размислувам во тој правец, дека можеби и можам да направам нешто. На почетокот беше нешто ситно, кутијките што се напред. Тие напред, да. Тие ми рековте секако за свадбен подарок, за пари се носи во него, што се носи? Јас и децата ние си ги крстивме фенси кутија, место клише плико фенси кутија. Значи, пријатели, познаници кои што знаат дека нешто имам фат добар во вораците, ме замолија нешто да направам, нели, за поклонот на свадбата, како да биде спакуван, односно поклонот пари. Да излеземе од она што е клише, кутивчињата ми дојдоа како интересно нешто, затоа што може да се наџиџат и светликаво нешто во стил на свадбата, нели? Потоа да не биде пликото кое што ќе се фрли, туку нешто што ќе остане, па младата може понатаму да си го искористи, нели, и за накид или за нешто друго. Секој по своја замисли, по своја желба. Значи тоа ми беше првичното, првиот украс, да речеме, што сте го изработили со тоа? Па така некако, така некако. Тоа беше првото, потоа се продолжи на овие вака мали ситни украси. Овие како да ги наречем, нема да се име да жал, така? Нема, всушност тоа е полупроизвод. Значи ова си го купувам како такво, ова е всушност што се става на клучевите. Или на комодите, на некогашните старите комоди, нели имале украси на рачките. Да. Така. И јас успеав да го одрезам. Ништо, тоа лесно се прави, тоа е така направено за да биде лесно за манипулирање. Ама, јас како јас, пак нешто ми беше малку. Па почнав да си ги додавам тие додатоци. А овие ружичкиве, розиве, пардон, со наставничка кога зборуваш, имаваш секој збор да не го кажеш погрешно. Розиве вие сами ги... Не, тие се купуваат како готови производи, кои што потоа си ги аплицирам. Да, меѓутоа знам дека има луѓе кои што ги прават. Многу ситно, премногу ситно, треба тен добар вид да имаш за да ги направиш. Минијатурките ми се предизвик. Не знам зошто, меѓутоа минијатурките навистина ми се предизвик, да. Ова како да го наречеме? Украс. Украс. Сега ми споменавте нешто дека ова имало врска со фенг шуи, така? Така. Сосема случајно. Сосема случајно открив дека има врска. Значи дома имаме бамбус, кој што
И бамбусот сосема случајно дојде затоа што љубителот на бамбус е нашиот комшија, кој што ни даде неколку дрвца и ние да си посадиме и бамбусите почнаа да си растат кај нас. Останаа суви прачки кои што почнаа да ми бидат предизвик. Пак професијата моја е тука, нели, како учителка, еколошко, нели, што да се направи, Да се искористи. да се искористи. А сопругот како музичар, нотните писма се поприлично присутни тука кај нас. Па нешто почнав да мозгам дека би било многу интересно ако бидат на некоја шарена хартија. Па почнав да си ги фотокопирам, па почнав да си истражувам, па почнав да си сецкам. Па потоа дојде пролета, па бубумарата си ја закачив, па цветчето, па потоа дојде денот на влюбените, па срцето дојде, така натаму. И во читање на некој дневен печат или печат за нас жените, не се не сеќавам, прочитав дека бамбусот во фенг шуи е за среќа. Викам, ете, тој што си го преферира фенг шуи може да биде, нели, интересен украс за нивниот дом. Потребно ли многу време слободна си на Владанка за да се прави ова? Ако има љубов, не. Во суштина малку време ми треба да ги направам, односно може би е многу време, затоа што времето додека размислувам што ќе направам, воопшто не го ставам во есапот колку се изработува, него нели во времето само додека сум седната на масата, додека работам. Дури кога ја спремам храната на моите меленичиња, мозокот некаде во позадина размислувам што можам да направам. Чисто пати се фаќам и во ситуации додека гледам телевизија, гледам и ја сум одлутала со мислите, нешто размислувам што се случува и како што ќе би направила. Добро, тоа е уметничка особина, така. Што значи веќе преминувате, сакале да вие да признаете или не од таа страна, така. Ова е практично, ова е таа фамозна техника декупаж, така. Да. А и не е толку многу фамозна. За оној што не знае да ја прави, верувајте и тоа како е фамозна. За качалчиња. И всушност сите овие цветови овде што ги гледаме исто се во таа техника направени, така? Да, така. Декупажот го практикуваме, пак ќе спомнам мојата професија во училиште, поготово за великденските базари, како и да ги наречеме, шарењето на јајцата, одиме секогаш, нели, развивање на децата на нешто ново, го внесуваме декупажот, како да го украсиме јајцето со декупажот. Веќе нешто видено, а веќе нели секоја година да не го повторуваме едно исто, што да се прави, како да се прави. Па почнуваш да размислуваш каде сега декупажот да го користиш во нешто друго, да не биде јајцето, а јајцето навистина е многу тешко да се работи со декупаж. Затоа што е оволно, поготово за малите деца навистина е проблематично. Меѓутоа, дали и тој дел од мојот карактер, дека секогаш имам потреба нешто ново, да се испробам на нешто друго. Познат е декупажот на дрво, односно вистинскиот декупаж е ресервирање на мебел. И ова е така, исто? Да. Сукалце, малечко. Сукалце. Многу сладко. За качалка за во кујна. Да. Имате ли некој помеѓу вашите ученици неоткриен талент? Знаете како? Во времето кога интернетот не обзема, може би има дечиња кои што имаат талент во себе си, меѓутоа ако не се потикнат, интернетот ги јаде. Да. Истиот термин го употребивме. Малку им треба на децата да им се покаже или да се насети некој во себе, да. На неколку пати имам кажано многу интересен моментот кога им презентираш, им кажуваш нешто,
како гладни, пијат, тие што го имаат талентот во себе, веднаш на лице место може нешто да направат, кај некого покасно, исто како кај мене што еве покасно сето дојде, размислуваат, дома прават, па доаѓаат на следниот ден, па покажуваат што направиле, па и тие дадале некој нов акцент, нова идеја, па јас од нив учам, и така, давање и примање на идеи, на позитивна енергија. Главното оно што, мислам, не главното, јас си го изовив како главно, затоа што со сите гости, нели, по нешто правиме, нема шанси ова све да го изработиме и греото да потрошиме по една емисија. Ќе го сочуваме после рецептот, но дали има уште нешто друго што не покажавме? Па може да спориме за нотесите. Секоја наставничка мора да си има свој нотес, каде што се запишува, пребележува, доаѓаат идеите и така натаму. Не дека нема нотиси кај нас во продавниците, има. Но се суопарни, стереотипни, како да кажеме, обични. Па, да речеме... Купечки, премногу купечки. Да. И се да ги направиме домаќински. Да си ги направиме домаќински, ете така. Со по некој детал само. Со аплицирање уште на нешто што ќе даде обележена на мене самата. Мене исто така и четките за коса ми се интересни, може, значи практично се користат понатаму. Ако Да. Не може, што може да наштети на оваа декупаж техника, да речеме вода, не може да наштети ништо готово? Не може, затоа што последниот слој е лакирано и со оваа коса значи се заштитува максимално, претходно се обработува. Значи убав подарок. Обична четка да подариш некому, ќе речеш така да каже дека не се чешлам, дека не ја мијам косата, дека како навреда може да го свати, но ова може и како украс да се користи и секако и за нејушно да значи што е малку. За малите девојки и големите принцези. Владанка, ќе ве задржиме овде, не ве пуштаме толку лесно, ние само да го проследиме рецептот на Тина и на Небојша и потоа ќе видат гледачите што ќе изработиме денес. Метлички. Така ги нарековте. Оно што разбрав, всушност преку метличките стигнавме до вас, странците биле збудалени по овие метлички. Па, мене смејате добро. Ги обожаваат. Ги обожаваат. Поготово ги обожаваат метличките кои што се со обележје на нашето воетно стил, така воетно стил. Така. Ова се само украсни. Да. Така. Се закачуваат. Да, се закачуваат. Се закачуваат, значи нашите метлички имаат символика. Секоја? Не, сакам да кажам, метлата во македонскиот народ има символика на бркање на негативната енергија. Значи, покрај што служила за метење. Значи, она како символично значење бркање на негативната енергија. Да ја стераме од дома. Ете така. Мене прво сетам бештерките да кажам, Владанка, Ама добро, па бештерките не се дел од нашата македонска традиција, те се таму од некоја друга култура, нели? Па, познавам неколку да ви кажам право, што се многу присутни и кои ќе кажат децата дека не постојат бештерки, точно постојат. Да, разбирам и во домото го имаш како ги ишка. Така, злите духови надвор. Така. Исто така, метличката има и моќ на привлекување на пари. Све во едно, како шампоните. И трето како, на сето тоа, нели да се покажеме нашата многу битна, нашата култура, нашата традиција, со внесување на нешто дел од носијата, елементи од носијата. Со вметнување, со аплицирање на делчиња, кои што подзаликуваат малку на филигранот. Може и такви немаме во моментот од тие метлички. Како ги нарековте овие? Тие си ги нареков војводки. Војводки? Така некако ми доаѓа како грациозни, како орденка. Така. И ова беше војводка, така? Или војвода? Ево пар. И боите. Може ли да започнеме, Владанка, да видиме како се изработува? Ова е... Значи, станува збор за обична метла, која што може да стана? Како не, сега јас ќе станам по вас, да не...
Дремам цела емисија тука. Така, овие може малку да ги тргнеме, нели? Како рецепт да си направиме, што не е се потребно? Значи, најобична стара метла, чиста по можност. Па пожелно е да биде нова, нели? И потоа ќе земаме маказите и си бираме должина колку што сакаме да имаме. Значи, еве вака, пример, ова да ни служи Токму така. како урнек. Е, И сега почнуваме да си ја кроиме. Сега ќе права. Не грижете се, да. Затоа, значи, еден совет, ова може да го прават, да речеме, во двор или на тераса. Или на голема маса, па еден добар чаша, Кај комшиите. Јас моите комши си ги сакам и си ги почитувам. Па ви даваат вангус. Па сега како да им валкам, нели? Ама добро, ба не е валкано. Добро, не е валкано, сега ќе почнеме од оваа страна. Може да се постават нешто до тоа. Ова, како ќе наречеме, па се ова е војводките, ова е македонка. Македонка. А сега што ги изработиме? Што сакате? Сакате некоја цветна? Во стилот? Семејна жена ми треба, бидејќи е семеен магазин, една семејна жена. Важи. Така ќе се крстиме. Така. Сега овие ќе ги затвориме. Ќе си доработиме со другите ножици. Ќе шишаме. Ќе подстрижуваме. Јас така шишките на децата им ги шишам од прилика. Па други ден кога ќе го фатам пак на поминување ќе ја дошишам. Значи, и кај вас може да се случи нешто, шишајќи ги децата, подстрижувајќи и нешто друго да почнете да работите како мене. Ќе премолчам, начињето било злато, така било. Така, еве, сега ние таа средина со должината што ја сакаме, ова што се штичи, ако има. И сега, ова Цветчиња, машнички, листчиња гледам овде, се можеме да лентички. Ајде, горе прво да си направиме, да си ја завиткаме, меѓутоа, пред да го направиме тоа, да си направиме едно јамче, кое што ќе ни служи за закачување, нели? Да. Тоа што стои позади. Во меѓувреме, троа лепаче. да. Штипка може да ставиме тука за брзо да се жалите, штипката моментот да немаме, Многу ли ви сакаат вашите ученици? Јас не сакам искрено да ви кажам. Јас нив си ги сакам, а тие мене дали ме сакаат, треба нив да ги прашате, така не ви? И сега ставиме тука лепаче. Убаво е со деца да се работи, затоа што буквално забораваме на годините кои што ги имаме. И секогаш остануваме деца. Да, тие растат, а ние се намалуваат години. Знаете како, јас кога ги прашам колку години има, кога ми кажат имаш 6, јас им велам дека јас сум помала од нив, а тие ме гледаат вака, рекам јас имам 5, ама децении. И сега ќе го поставиме тоа внатре. И продолжуваме со тканието. Сега тука завршуваме. Ќе го скратиме. Држиме добро цврсто. Закинуваме. Потом смести. И повторно листак. Треба да го држам, да го следам додека друго правите, да се подисуши. Сега ќе ви кажам, ова само ето можете да го држите, така Исправено, мога да го да. свиткам, за да не се гледа Вие крајот. сакате совршенство да постигнете. Ај сега, И вака да стегам? да, сега до
дека тик нешто Беличко. беличко, нешто ова боја сакате, што ви е желбата црвенкасто е. Многу сакам ракото. Ова, јас ја нарекувам јоргован, иако не знам дали е јоргован, може би е билетова, но не ми се Добро, меша. па тогаш ќе ставиме доле едно делче од ова и едно делче од ова. Сега, значи, сукњата ја правиме. Не ми тикнало дека може да биде Јас сукња, така ама си го ете. замислив. Ете, секогаш нешто ново. Како беше, научи го мрзливиот на работа да те научи накал, така? Ова сега ќе го ставиме подоле, може да биде шарено. Имаме мерка. Си ги правим така. Значи, ова велите, ако си го имам дома, пари ќе имам. Така велат. Јас го имам дома. Муабет, само тоа ми остана прижано. Сега на овој дел ставаме повторно. Значи, Овој некој со силикон го правите, така? да, може и со силиконче. Најчесто силиконот го користам кога треба да ги аплицирам цветовите, ситните делови, да. Ама за да може да стои на Јас му диркам по масла, да не сме пропуштили нешто, само тоа гледам. Да ја фатихме горе-долу се. Овие врапчините да ми претежно се цвеќиња, така? Да, претежно се цвеќиња, што е така. Сега искра. Може да ја слободно пуштите. Да пуштам? Да. Пуштите готово тоа. Се фатила. Како след за стачува. Не да сум ја испресувала, не да е залепено ова, ќе не надживее сите. Лепакот е доста добар. Ето го. Ево го се изгледа. Како што си рекол, пес кничка, уморна сум се. Смеам ли да ви четкам во вашиот Слободно. прибор, алат, така да наречам? Зашто да не? Еј, кога си го купува материјалот и јас чипкам, ако не чипкаме, како ќе? Така, уште малку лепоче ќе ставиме тука. Ајде сега прикажи. Држам, нема проблем. Пуштите. Тука лепак. Така стиснете. Овој некој посетна. Добро. Не преголемо, а? Не, може. Може? Сега ќе си најдеме и други работи. Ова. Ќе си го стопнеме Да. до желба. Јас може да ја скршам насад да се стави овде. Следам инструкции, ми рече да држам. На самичката и ученичкава држи. Овие сакам да ги најдам. Да си го... Сакам ги. Па нема потреба за толку сила. Имам проблем. Што? Пиштилот да си го уклучам во струја. Нема проблем. Имаме Ама нека... тука да биде до мене? Ма како не, сега ќе ни помогне и некој од публиката. Пиштол не звучувало, но тоа е, што да Тоа е. Е, За да биде полесно за работа. добро, што имате еден проблем, ви знаете јас колку проблеми. За светлото се научивме, така? Ќе промешаме. Ставиме повеќе. Може. На место. Како ја реков на семејната жена. Така. Еве. Ништо друго. Ставиш напред. Добро. Една секунда помалку време треба да се изсуши, така? Да. Там, меѓутоа, мене ми е некако полесно да се работам со лепак, затоа што многу го
прстите ги користам прстите, а силиконот има многу висока температура, па се заборава. Па често пати ми се случува. Сега можеме да се ставиме. Ова ќе го ставиме. Може? Може. Горе? Овде? Може? На сукњата. Готови сме? Не сме готови. Не сме. Јас па сакам да покажам и тоа чекам. Ще малце. Кој случила си најдето? Па моите се тие, за работа едни, за гледање други. Розева, опа. Што бараме уште сега, што треба да направиме? Машничка. Машничка, која што ќе биде горе ставена. Ова? Ја има. Да. Добро. Ова ќе вратиме назад. Ова може да го исклучиме силиконче за да не треба. Ама го исклучив јас од пиштолот. И горе да има една розова Панделка. Многу убаво. Многу сум задоволна од нашето ремек дело, заедничко. А се Така е, стигат на заедничко. два пати, прсите ми заболеа. Тоа е многу важно. Гледайте колко е убаво. Стварно е убаво. Готово веќе се еде лепено, така? Се еде лепено, со текот на времето силиконот ќе се исуши, тие што мислат како Дали ќе може Владанка да се закачиме на нашиот зид онде и да си остане? ќе ми биде драго. Да. Ќе ми биде драго. И на тој начин ќе ги избркаме сите зли духови од студиото и плюс ќе видиме Високи плати. Топ. Веднаш закачувам во тој случај. Сега ќе се обидам вака само да ја ставам, но да, мојата висина колку што ќе дозволи толку, а подоцна ќе најдеме поадекватно место. Да, не таман си е. Може би пониско или повисоко некое. Тоа е веќе ваше како вие си сакате како ви тоа. Ама убаво. Да. Еме Многу ви радост. благодарам, само уште една работа не прокоментиравме. Покрај сите цвеќиња кои што доминираат овде, видов количка. Така. Што беше мотивот, идејата за оваа количка? Интернет портал РПНМК има некои своји јубилеи, Собир, се занимавале со автомобилизам, ме замолија да изработам нешто што ќе биде отсликување на она што го работат. И ова И приврзок. приврзок, така да. приврзок, дали за кучевите, дали на ретровизорот, меѓутоа Ама сладко е, символика да. е таа. Значи, копчињата наместо тркала, не знам сега колку Да. се гледа, се прозорчиња си мете направил како стара буба, е така? Да. Тоа беше една од колите што ја имавме дома, автомобилите што ја имавме дома, да. Владанка, многу ви благодарам, мене ми беше многу пријатно, мислам дека доста поднаучивме. Митлата сама си изнудив подарок за емисијата, не би ја враќала. А не се доаѓа со празни раце сега. Ама ми баво секоја емисија ќе ни ја краси, на тој начин ни Ќе биде драго. работата на вашите метлички, а ние ве очекуваме повторно да ни дадете во семеен магазин. Ја ви благодарам на поканата, беше задоволство.